Почитувани, и после 5 години и 100 дена се покаже дека Никола Груевски и неговата влада немаат концепт за намалување на невработеноста. Со него и понатаму Македонија ќе биде на првото место во Европа по невработеноста и по рекордната сиромаштија. Последните 100 дена од старо новата влада потврдија дека тој не е способен да го реши најгорливиот проблем на граѓаните, туку спасот го гледа во бришењето на невработените од евиденција. Просекот на избришени невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за вработување во изминативе 5 години изнесува просечно 4000 избришени лица месечно. Дека ова станува главна политика на Груевски во оваа сфера говорат следниве поразителни факти. Веднаш после изборите почна да се зголемува бројот на избришаните невработени лица од евиденција. Така, од јуни прв пат драматично порасна овој број на избришени лица на 6008. Во јули бројката порасна на 7084, во август 9026 избришени лица, а во септември од евиденција се избришени рекордни 12822 лица, а тој тренд продолжува и во октомври кога се избришени 12721 лица. Значи, само во период од јуни до октомври 2011 година, благодарение на погубната политика на премиерот, од евиденција на Агенцијата за вработување се избришани вкупно 47661 лица. Господине Груевски, дали со ова потврдувате дека капитулиравте пред невработеноста? Дека немате решение за отварање на нови работни места? Не ги донесовте ветените ниту странски, ниту пак домашни инвестиции. Не креиравте реално нови вработувања, се разбира, освен оние партиските во вашата државна администрација. И затоа, како даменик за сламка, се фативте кон последната најнепопуларната алтернатива, а тоа е да ги нема невработените, да исчезнат од компјутерите на Агенцијата за вработување со едноставно притискање на копчето за бришење. Ги бришете како да се мртви бројки, и тоа педантно и доследно секој петок и секој понеделник, како да се гола статистика, а не живи луѓе кои очено барат екзистенција. Господине Груевски, која судбина му ја одредивте на овој народ? Ова ли е перспективата што вие им ја нудите на младите луѓе? Каде ви е сега бизнис климата и цепелин инвестициите кои требаше да дојдат и да го решат проблемот со отварање на нови работни места? Зашто конечно освоивте трето место, за реформи или за бришење од евиденција? На што ги потрошивте силните 50 милиона евра за наводни активни мерки за вработување? Дали овие средства завршија кај партиските војници наместо кај вистинските невработени кои со години чекаат решение од државата? Конечно, вие можете да ги ликвидирате сите невработени и да ги избришете до последен, но тоа нема да ја промени суровата реалност. Во последно време се ви оди во минус. И невработеноста, ама и бројот на вработените ви се намалува. Очигледно, владата пред себе успеа самата да си загачи негативен предзнак минус влада. Благодарам.